Пред Центарот за социјални работи во Тетово, граѓаните ги пополнуваат барањата за да аплицираат за отпис на долгови. На шалтерите службениците ги информираат за потребните документи кои треба да бидат приложени. Во Тетовскиот регион најголема е заинтересираноста за отпис на долгови за радиодифузна такса, банкарски услуги и електрична енергија. Тетовци се задоволни од текот на поднесувањето на документите. Сите се со надеж дека нивното барање ќе биде прифатено. Па видите, тоа би требало да биде добро и се надевам дека ќе биде добро и ќе се спроведе, мислам. Значи, до сега иде све по планот, значи, процесот се одвива. Поднесовте ли вие документи? Наравно да, прав. Ги собравте сите потребни документи? Да, ги собравте тоа сите што се потребни, значи вечерница, 2-3 карти и вака и секој за струја. Документите се исправни, да видиме тие што ќе кажат таму. Тие одложат таму. Ние ќе ги правиме документите што барат тие. Има ли голема заинтересираност во овој регион за отпис на долгови? Па што знам, тој прошлиот месец имаше многу фази, но сега нема моментално, ретко има некој. За сега нема ништо, ако биде понатамо ќе биде добро. Поднесовте документи? Ево сега прибава. Ги собравте сите потребни документи? Собравте. Да. Очекувате да ви бидат прифатени? Ги имате сите што се потребни? Ќе видиме. Што ќе види. Дел од поднесените документи веќе се испратени во Скопје на комисиско разгледување. Рокот за поднесување на барањата е продолжен за 12 дена. Проектот на отпис на долгови во Тетово, Центарот за социјална работа во Тетово тече добро. Континуирано секој ден се работи, секој ден се поднесуваат барање граѓаните, така што комисијата ќе има работа да одржи. До сега има поднесено 2530 барања што аплицирали, една група веќе однесена во Скопје, комисијата да ги разгледува, така што уште неколку дена ќе тече тоа, значи до 12 октомври ќе имамо право, ќе имат право да аплицират. Дали граѓаните се доволно информирани кои документи се потребни за да аплицираат? Мислиме дека граѓаните доволно се информирани, иако тие сами со брзање грешат на некои потребни документи веќе ги достават, меѓутоа има грешки. Претежно тие заборават да аплицират изјави за двете брачни другари, личните карти за двете членови на домаќинството, меѓутоа дополнително тие се комплетират и ние им праќаме повторно во комисијата. Најчесто проблеми се појавуваат кога податоците за должниците не се обновени. Например, сметка за струја се уште доаѓа на име на почина татко, а синот бара отпис на тие долгови. Тогаш граѓаните совет добиваат од службениците за документацијата да биде целосна и соодветна.